How are you? Very good. And for this is my best concern. Het is een process meeting to Greece. What we call the city. First of all, this morning we saw this Is cross line should be made because it's fast. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, најпрво сакам да кажам дека со жалење и со голема загриженост ги следиме вестите за жртвите и повредените во поплавите предизвикани од невремето во неколку градови во Грција. Со длабока болка од мое име и од името на владата на Република Македонија им искажувам на искрено сочувство на семејствата на загинатите и поплавените и се надевам дека нашиот сосед Грција што е можно побрзо ќе ги надмине и санира последиците од оваа природна катастрофа. Почитувани представници на медиумите, денеска со задоволство остваривме средба со нашиот секогаш добредојден гостин од соседна Грција, градоначалникот на Солун, господинот Јанис Бутарис. Пријателски и отворено разговаравме за прашање од заеднички и непосреден интерес за граѓаните на Република Македонија и Грција. Теми и прашања кои како резултат го остваруваат она што е наша цел: зближување на граѓаните од двете земји и интензивирање на меѓусебните комуникации во повеќе области. Се согласивме дека секој придонес е важен кога е во прашање креирањето на амбиент на доверба во унапредување на соработката и диалогот меѓу Република Македонија и Република Грција. Локалните власти, локалните политики на соработка меѓу општините во двете земји, комуникацијата меѓу регионите, особено прекуграничната соработка, се од исклучително значење за остварување на потребите на граѓаните на двете земји. Така се отвараат можности за различни иницијативи на планот на бизнисот, туризмот, културата и за поквалитетен живот на граѓаните во двете земји. Ефектите од овие можности може да имаат значајна улога и да дадат силен придонес во заедничките напори за градење доверба во нашите меѓусебни односи. Информиран сум дека за динамизирање на перспективите на соработка на локално ниво било разговарано и на средбата помеѓу министерот за надворешни работи Димитров и градоначалникот Бутарис минатиот месец во Солун. На таа средба се разгледани и конкретни прашања, како што се формирање на работна група која ќе опфати повеќе општини од двете земји за интензивирање на меѓуопштинската и регионалната соработка со фокус на користење на Европската унија фондовите. Денеска ова само го потврдивме и ја отворивме оваа иницијатива и ја потврдивме за унапредување на соработката меѓу двете земји. Кај нас неодамна успешно завршија локалните избори со избор на нови градоначалници и совети. Сигурен сум дека дел од своите капацитети општините ќе го стават во функција на соработка со локалните власти во соседните земји, особено со општините во Грција. Во мое име како премиер и во името на владата на Република Македонија подготвени сме да дадеме целосна поддршка на сите позитивни и прогресивни иницијативи и проекти кои ќе произлезат од потенцијалите за договори за конкретна соработка. Уште еднаш нагласувам, секој придонес во имплементацијата на мерките на градење на доверба е добредојден и очекуван. Локалните власти, преку остварување на својот интерес во различни области како економската соработка, енергетиката, транспортот, комуникациите и другото може да бидат значаен фактор на овој придонес. Уште еднаш му благодарам на градоначалникот Бутарис за посетата, со надеж дека ќе продолжиме со нашите контакти во иднина, како и со контактите на сите нивоа. Благодарам. I have to thank very much. I have to thank very much Prime Minister Zaev. Сакал да му се заблагодарам на премиерот Заев. Which it's not the first time we met. We met the last visit in Skopje with the head of the opposition. Ова не е наша прва средба. Предходно се сретнавме со премиерот Заев кога тој беше начело на опозицијата. Нашата средба се случи во Скопје. And this is a courtesy visit after we met with Minister Dimitrov in Saloniki. Оваа посета денес е само продолжение на нашата посета на нашата средба која што имавме со господинот Димитров во Солун. Courtesy meeting first to the Prime Minister
and then to the naturally Minister Dimitrov, the new mayor of Skopje, and naturally President Ivanov, who I have met many times in the last years. Ова куртоазна посета, така ќе ја наречам, беше денес не само со премиерот Заев, туку и со господинот Димитров, со новиот градоначалник на Скопје, а исто така и со председателот Иванов. Me as a mayor, I don't exercise foreign policy, but I strongly believe that the close relations of the cities, of the people of the cities, is very, very important for the amelioration of the relations between people. Јас како градоначалник не би навлегувал многу во политичките прашања, меѓутоа сметам дека соработката помеѓу нас како градоначалници, како представници на локалните власти и како представници на двете земји е многу важна за понатамошната соработка помеѓу земјите и помеѓу луѓето. So I informed the Prime Minister about the things we have discussed initially with Minister Ivanov, Dimitrov. Значи го информиравме на денешната средба премиерот Заев за прашањата кои што беа дискутирани на средбата со господинот Димитров. Starting from the Vardar-Danube canal, which is very important for the economy of the cities. Почнувајќи од каналот Вардар-Дунав, кој ова е прашање кое што е мощно важно за градовите. And naturally cultural, environmental and educational and social events that can start working between the cities of our two countries. И секако и културните, еколошките, социолошките и економските настани кои што можат да почнат да се случуваат и активностите поврзани со нив кои што можат да почнат да се случуваат помеѓу нашите градови. I invited Prime Minister to come in private and have New Year's Eve together in Saloniki. Го поканив премиерот да дојде на приватна посета во Солун, да ги поминеме заедно новогодишните празници. And we will work systematically with the working groups from the two cities, Skopje and other cities that will connect from the municipality of Saloniki. И координирано ќе соработуваме со работните групи, не само работната група од Скопје, туку и од другите градови, заедно со работната група која што беше основана во градот Солун. And I think because we have a strong will to as a city to ameliorate our two people. И мислам дека поради постоењето на силната желба за соработка помеѓу луѓето, дека ова ќе биде успешно. We believe very much in this cooperation and we believe very much that this will bring down all kinds of borders and the problems that exist. Ние мощно силно веруваме во соработката помеѓу луѓето и веруваме дека ваквиот начин, ваквиот пристап ќе овозможи да се спуштат сите, да се рушат сите граници кои што постоеле досега. And I do hope and I'll propose that the next meeting of the two prime ministers of Greece and Macedonia will be down in Saloniki. И се надевам и ќе се залагам за тоа следниот состанок, следната средба на двата премиера, на премиерот на Македонија и на премиерот на Грција да се случи во Грција, во Солун. I hope that the prime minister will accept the position. Се надевам дека овој предлог ќе биде прифатен. Колеги, имате време за две прашања. Премиере, времето од како ја најавивте следбата да се одложи, јавноста не знае зошто. Мислите ли дека ова е уште една пречка во целиот процес за кој вие искажавте оптимизам, но изгледа дека работите? Не, апсолутно не. Знам дека беше само желба и проектиран датум, веројатно заради обврските на двете страни е пролонгирана почетокот на декември. Знам дека ќе се одржат ваквите средби, веројатно ги знам и деталите. Не би ги објавувал заради тоа што организатор е господинот Нимиц, но реално знам дека нема такви причини за некакво одложување. Само да додадам дека една од работите кои што денеска ги разговаравме со градоначалникот
на Солун е дека политичарите од двете земји имаат обврска да ги отварат перспективите на граѓаните и заедно заклучивме дека политичарите може да излезат како победници ако изнадат решение на овој долгогодишен или деценијски проблем помеѓу нашите две земји. Мислам дека завршува времето кога треба да се плашиме дали ќе изгубиме пред нашите граѓани или гласачи како политичари. Јас верувам дека преку решавање на овие проблеми ќе добиеме пред нашите граѓани гласачи и двете страни, така да и иницијативата која што отвори градоначалникот да ја дочекам новогодишната ног во Солун, јас секако ќе вреднувам сериозно, ќе размислам за тоа, па можеби можеме и тамо да ја дочекаме новогодишната ног заедно со градоначалникот на Солун, со премиерот на Грција Алексис Ципрас. Има ли референдум претhodно прашање за господинот Бутарис, каде гледа можности за поголема соработка со Македонија? Што е што направи и што може да направи? За рушење на тие граници, како што рече претходно, меѓу двете земји. I think that the cooperation between the cities, exchange of know-how, to take care of all the regions of cooling. If we start exchanging know-how, then people will come closer together. Значи сметам дека доколку има размена на информациите помеѓу луѓето, знаење помеѓу луѓето, тука ќе настане таа соработка на ниво и на културно и на економско. And also I think that in bigger issues, like we said, for example, carbon collection or traffic problems or even creating motives for smaller enterprises, I think this is a thing that the municipalities can do easily under the protection of the central government. Општините можат да развијат добра соработка, претходно го спомна, значи почнувајќи од детските градинки, може да постои соработка на ниво на општински предпријатија, на комунални предпријатија, значи да се развива таа соработка помеѓу на општинско ниво, меѓутоа под покровителство и со поддршка на владите. I think that the problems are more easily solved. Сметам дека проблемите многу полесно се решаваат доколку се започне од дното, па се оди нагоре кон врвот, отколку обратно. Ве молам, дали оваа соработка за која што зборувате пред се на економско ниво, дали може да помогне да се решат некои други прашања, горливи од политички карактер, нели како што е споразумението, да допринесат за полесно решавање? As I said, I think that if the cooperation in the bottom from the people is good, then the problems which are up will be solved easier. Како што веќе споменав, доколку се работката помеѓу самите луѓе е добра и доколку почнува од самото дно, па оди нагоре кон врвот, тогаш мислам дека може да се решат многу прашања. Само за овој дел, конкретен да видам, она што го разработивме и дадовме поддршка е прво поддршка на иницијативата на председателот Иванов за регатата која што се случува од Скопје по Вардар, да не завршува на границата, да заврши во Солун. И тоа ќе го спроведеме идната пролет. Развивме идеја која што потекна од состанокот меѓу господинот Бутарис и Никола Димитров за организирање на винска мапа туристичка, поврзувајќи ги нашите вински градови со винските градови од Република Грција. Развивме идеја и ќе ја поддржиме на сите општини кои што се на јужниот дел од нашата граница да влезат во ИПА компонентите на проектите за крос-бордер или меѓугранична соработка со општините од северниот дел на Грција. Развивме идеи кои што значат и нови фестивали, пример, кои што ќе се држат во Солун и во Скопје, а би ги поканеле и престолнините на другите земји, така да сите овие иницијативи се покрај мерки на доверба, верувам и сериозно охрабрување за надминување на отворените чувствителни прашања меѓу двете земји. Вчера Алијансата за албанците најави дека не беше најавено на време за вашата изјава дека отворени се сите опции за Министерството за спортот. Дали ова значи дека нема доволно комуникација меѓу коалицијските партнери? Значи, јас го кажав нашиот став, веројатно те имат своји погледи. Ние размислуваме за сите можни опции, како да се пополнат испразнетите места,
Верувам дека на крајот тоа ќе го утврдиме на взаемен интерес и на взаемно задоволство на сите. Да, следуваат овие денови со станоци. Има. Ставот за референдум при евентуален договор со Остануваме ние на нашите ставови. Прашањето ќе го решаваме заедно со опозицијата, заедно со институциите, како што се парламентот, председателот на државата и владата со своите институции и секако на крајот конечното решение е потврденото на решение на референдум. Подготвува ли терен за решавање на името во 2018, односно на спорот со Грција? Јас мислам дека уште од првиот момент владата го подготвува теренот за изнаоѓање на решение со градењето на ова пријателство со сите наши соседи, вклучително и со Грција. Навистина постои пријателска атмосфера, позитивен момент, но уште нема никакви детали за почеток на било какво развојни моменти кои што би донеле до решение. До сега сме се уште на она кое што значи позитивни услови од двете страни. Се надевам дека во вистински момент, онака како што се личи, под раководство на посредникот или медијаторот Метју Нимиц, ќе се одвијат работите, но не кон одложување на решението, не кон ново блокирање, туку кон изнаоѓање на решение. Благодарам на сите. Пази. Чисто новинари на крај кога се искача? Нека се еворат, ќе си дојаме сите на своја. Може да... Не знаеш што беше многу глупо ова со микрофони. Добре, ја на кого сметам? Најглупо е кога луѓе не се разбираат на исти јазик, тоа е кога уште поглупо се.